Денеска во просториите на ликовниот салон со почеток од 9 па се до 14 часот се одржа третата вонредна крводарителска акција. Секретарот на Црвен крст Велес Орце Николов посочи зошто е важно одржувањето на крводарителска акција во време на пандемија. Пред се заради тоа што во период на пандемија, во период на епидемија со коронавирус, односно COVID-19, залихите на крв во Македонија, во целата држава се на многу ниско ниво и мораме да ги обновуваме. Согласно годишниот план за крводарителски акции, оваа акција беше предвидена да се одржи во јавното комунално предпријатие Дирвен, но ние се одлучивме да ја пренамениме, односно да биде за сите граѓани на Велес, пред се за да го ослободиме малку предпријатието во овој период кога треба да внимаваат на посебни мерки на безбедност, а и очекуваме дека на оваа акција сепак ќе се соберат повеќе дарители отколку на оние акции каде што имаме лимитиран број на можни дарители. Николов се наврати хронолошки презентирајќи ги досегашните реализирани крводарителски акции. Општинската организација на Црвен крст во текот на пандемијата, односно епидемијата со коронавирусот, одржа 3 крводарителски акции. Двете беа воредни крводарителски акции, се одржаа во април и во мај, во исто место во ликовниот салон, и како куриозитет на двете се собраа по 63 крвни единици. Уште една трета крводарителска акција се одржа во касарната Алексо Демијевски Бауман, каде што армијата даруваше 25 крвни единици. Доктор Борис Панев од одделот за трансфузиологија регионален центар Штип беше присутен на денешната крводарителска акција. Тој информираше за состојбата и резервите на крв во болниците во нашата држава. Мислам дека моментално во цела Македонија и во Велешката болница има доволно резерви на крв. За време на пандемија посебно важно да се дарува крв. Претежно и болните од COVID-19 треба да даруваат повеќе ковалесцентна плазма, исто така и редовните крводарители да даваат полна крв. Докторот Панев упати апел и до граѓаните да ги почитуваат и правилата при одржување на крводарителска акција за време на пандемија. Инаку во текот на денешната акција донирани се вкупно 37 единици крв, 8 од дарителите се жени, додека пак 29 се дарители од машки род. Тројца од нив за прв пат донираат крв. На крводарителската акција се применија сите стандарди и процедури согласно состојбата во која што се наоѓаме.